Вести на Канал 8. Добар ден. Жителите од улиците околу џамијата во Кочани, оние кои живеат нешто подалеку, реагираат на силната бучава од звучниците за време на молитвите, што се одвиваат по неколку пати во денот. Веќе потпишале и петиција што ја доставиле до надлежните во локалната самоуправа, при што нагласуваат дека не се против извршувањето на верските служби за граѓаните од исламска вероисповед. Силината на звукот што доаѓа од звучниците прикачени на минарето на џамијата во Кочани им пречи на граѓаните кои живеат во близина на верскиот објект. Велат дека пеењето на оџата за време на молитвите е прегласно, што им го нарушува секојдневниот мир, со оглед што тоа се случува по неколку пати во текот на денот. По сопствена иницијатива, жители на улицата Борис Трајковски, што е во непосредно соседство на џамијата, направиле мерење на звукот и заклучиле дека тој ги надминува вообичаените и законските норми. Ние имаме измерено бучавост која достигнува до 85 децибели. Максимална дозволената бучавост е од 45 до 55, зависно од во кој период на денот. Таа бучавост е толку гласна, толку силна, што еве на пример, преку ден имаме во соседството и мали деца, еве јас имам што викат внуче. Преку ден ако спие, обавезно звучникот ќе го разбуди. Имаме стари луѓе, навечер, летно време, звучникот е пуштен во 10 сато. Во 10 сато веќе повозрасни луѓе спијат, значи ги буди од спиење. Напладне, кај 4 сато, пак, значи, звучникот е пуштен. Има луѓе кои одмарат, обавезно ќе те разбуди. Значи, бучавата е толку голема, што малта не е неподнослива. Георгиев вели дека во непосредна близина е и клонот на детската градинка, каде исто така имало проблеми со пладневниот одмор на децата поради прегласното пеење што доаѓало од џамијата. Поради ваквата состојба, соседите што живеат во непосредна близина се организирале за да соберат потписи и со петиција се обратиле до градоначалникот, до Советот на општината, кај инспекторот за животна средина и во Министерството за внатрешни работи. Очекуваат реакција од надлежните, а како советничко прашање проблемот се најде на последната седница на Советот, при што градоначалникот вети дека ќе се бара решение. Разговаравме со џамискиот одбор и повторно ќе разговараме со џамискиот одбор да понајдеме некој друго решение. Оправданието е заради тоа што муслиманите се подалеку од џамијата, па да се чуе и таму. Меѓутоа има решение за тоа. Може да се пронајде, да се изнајде решение и ве убедувам дека тоа прашање ќе го разрешиме на оној начин како што е било и до сега и ќе остане и понатаму. Жителите кои живеат во околината на џамијата се надеваат дека решението брзо ќе се изнејде, при што нагласуваат дека не сакаат да ги нарушат добрите односи со своите сограѓани од исламска вероисповед. Ние немаме никаков проблем ниту против џамијата како објект, ниту против луѓето од исламска вероисповед. Значи, нашиот проблем е со бучавоста. Значи, прејаката бучавост од звучниците на џамијата. Значи, тоа е проблемот. Значи, ни случајно некој да не помисли дека ние имаме нешто против исламската населението од исламска вероисповед. Реакции од граѓаните за бучавата што доаѓа од џамијата имало и претходно, пошто неколку дена таа била во границите на прифатливото, а потоа се враќало се постаро. Со последната реакција и со поднесената петиција, како и советувањето на првиот човек на општината, жителите од соседните улици на џамијата очекуваат прашањето конечно да се реши, без да биде оштетена некоја од засегнатите страни. Ракот на дојка коси во Македонија. Веднаш зад кардиоваскуларните болести, малигните неоплазми се на второ место во структурата на причините за смрт на населението. Лекарите велат дека ракот на дојка има најголема стапка на морбилитет кај жените. Статистиката говори дека минатата година во земјава се регистрирани над 1000 ново заболени од рак на дојка. Октомври е месец кој треба да ја подигне свеста за борба против рак на дојка. Бројките, според лекарите, не треба да служат за заплашување на населението, туку за подигнување на јавната свест кај женската популација, дека болестите на дојката може да се превенираат и рано да се откријат. Бројките сами по себе, според нив, се незначителни, ако се земе во предвид траумата, емоциите и патешествијата што ги поминуваат жените на кои е дијагностициран рак на дојка. 64 годишната Ружа Стојмилова од село Горни Подлог на своји 48 години при случајен само преглед забележала промена на една дојка. По прегледот лекарите и констатирале дијагноза канцер, пошто веднаш ја пратиле на операција. Иако сериозно за нејзиното здравје, сепак Стојмилова не се предала на болеста, туку издржала до крај без да испаничи или да падне во депресија.
Сега не ги пропушта предавањата и активностите што Сдруженијата за борба против рак на дојка, борка и животна искра ги организира на ниво на Македонија. На активноста што на првиот ден од октомври се одржа во Скопје, изнесена била статистиката на заболени од рак на дојка. Ние Сдруженијето од Кочани со автобус заминавме за Скопје да го одбележиме денот напред Розово. Значи Борка по 8 пат ја организираше Розовата прошетка со една единствена цел да се разбуди свеста кај обичната популација за едукација, да се прават редовни контроли и да се даде морална подршка на оние кои се борат со болест. Логото на Борка е да чекориме заедно за секој нов ден. Да чекориме за нас, за нас кои на некој начин се изборивме да чекориме, за нашите пријателки кои се борат со болеста, бидејќи ним сме им најпотребни, и да чекориме за оние што никогаш нема да заболат, зашто тие веќе знаат како да се превенира болест. Инаку од година во година се намалува старосната граница на заболени, што значи дека и кај девојка од 20 години е можно да се детектира малигнумна дојка. Американската асоциација за борба против рак дава 3 основни препораки за намалување на бројката и рано откривање на ракот. Воведување самопреглед кај секоја жена после 20-та година, еднаш месечно, клинички преглед од лекар од 20 до 39 години еднаш на 3 години, а после 40-та година еднаш годишно мамографски скрининг. Општина Кочани и Екопак Хит ја поддржа и се приклучија кон најголемата екоакција Македонија без отпад 2016. За таа цел во саботата на 1 октомври акција се спроведе и во Кочани, преку која се расчистуваше отпадот на 3 локации: кај Панагюрот, фабриката за вода и кај колерските гробишта. Друштвото за управување со пакување и отпад од пакување Екопак Хит до Кочани ја поддржа и се приклучи кон најголемата екоакција Македонија без отпад 2016, организирана од страна на Асоциацијата за чиста животна средина Ајде Македонија. Акција се спроведе и во Кочани, а во неја учествуваа и екипи од КЈП Водовод и општина Кочани. Повикани беа и граѓаните и невладиниот сектор да се вклучат во акцијата. Се собравме денеска да упатиме апел до сите граѓани на општина Кочани кои вршат несовесно депонирање на отпад во околината на градот Кочани, на нашите излетнички места, на нашите планини, се со цел да укажеме дека општина Кочани се залага да имаме чиста животна средина. Општина Кочани со своите граѓани сака да остави на своите поколенија чиста животна средина и затоа денеска општина Кочани е овде на оваа манифестација, на ова место каде што ќе покажеме дека на вистина искрено се залагаме за здрава животна средина. Акцијата има за цел да се намалат количините на несоодветно депонираниот отпад, како и развивање на свеста за правилно управување со отпадот и зачувување на животната средина. Кон акцијата се приклучи и Друштвото за производство, трговија и услуги Екопроект до Кочани. Акцијата Македонија без отпад 2016, како и секоја година во изминативе неколку години, е поддржана од страна на Екопак Хит и Екопроект Ко. Денеска вработените од двете фирми се овде, заедно со неколку граѓани, како и со членовите на Ротари клубот Кочани, Виница и Ротаракт, за да помогнеме во одржување на нашата чиста животна средина. Здравата и чиста животна средина не е привилегија, туку одговорност на секој жител на Македонија, а со континуиран труд, акција и визија, истата е возможна. Нашата земја во моментов се соочува со голем проблем кога станува збор за комуналниот отпад и неговото нерационално искористување. Акцијата Македонија без отпад 2016 ја организира Сдруженијето Ајде Македонија, кое што активно работи да ја види Македонија убава и еколошки освестена. Започнаа активностите за одбележување на Светската недела на детето, кое што трае од 3 до 7 октомври. Преку разговори, децата ги учат своите права, кои што треба да се почитуваат во текот на целата година. Активноста е заедничка на детската градинка Павлина Велјанова и Кочанската библиотека Искра. Со цел афирмирање на детските права во одбележување на неделата на детето, со своји активности се вклучи и јавната општинска установа библиотека Искра. Преку разговори, децата од детската градинка Павлина Велјанова ги учат своите права. Неделата на детето ќе биде одбележана во сите 5 дена со посета на децата од 4 клона на детската градинка Павлина Велјанова во Кочани и клонот од населба Оризари.
Целта е да се зголеми свесноста кај децата за правото на образование, правото на нивно слободно изразување, правото за вклученост во детската игра и во креативни активности, во културниот живот на заедницата, свесност за навремена здравствена заштита и секако заштита од секаков вид на дискриминација и насилство, кое што можеби понекогаш може и сигурно ќе ги повреди најмалите. Неделата на детето е значајна манифестација за сите деца, затоа што тоа се денови кога се споменуваат правата на децата, кои треба да се почитуваат во текот на целата година. Сите деца имаат право да живеат во демократско и хумано општество, во кое постојат услови младите во сите возрасти добро да се подготват за предизвиците и промените со кои се судруваат во животот. Со завршување на одбележувањето на детската недела, библиотеката Искра започнува со нова програма на тема "Книгата патува во домот на секое дете", со цел мотивираното дете да ја однесе книгата во својот дом, да ја покаже на родителите и заеднички да се разговара за неа, а потоа своите импресии да ги постави на цртеж. Сите творби од децата ќе бидат поставени во изложба во библиотеката, која што ќе биде отворена за сите граѓани на Кочани. Стадионот Никола Мантов во Кочани се подготвува за исполнување на условите за на него да се играат и меѓународни надпревари. За сега се вршат ископувања за поставување нови пумпи за наводнување на теренот, но преостанува да се направат и други зафати за да се исполнат условите од УЕФА. Градежни работи за дупчење за нов извор за вода и поставување пумпи за наводнување на тревата се изведуваат на градскиот стадион во Кочани. Тоа е еден од условите Никола Мантов да ги исполни барањата што ги пропишува УЕФА за на него да можат да се играат меѓународни надпревари. Всушност, неопходно е постојните шахти за системот за наводнување, што сега се наоѓаат на само 1 метар од аут линијата, да се поместат десетина метри подалеку, за да се избегнат евентуални опасности за фудбалерите и другите лица. Освен новото дупчење, од кое треба да се добие независно снабдување со вода за наводнување, се најавува дека на трошок на Фудбалската федерација на Македонија ќе се обезбедат така наречени водени топови за наводнување, што се оспособени водата да ја изфрлаат во поголема количина и на поголемо растојание по теренот, со што ќе се обезбеди и одржлива вегетација на тревата. Задача на локалната самоуправа е да го заврши дупчењето и непосредно до западната трибина да изгради објект во кој ќе се сместат пумпите и водените топови. Исто така, за да се исполнат барањата на УЕФА, неопходно е да се реализира реновирањето на собликувалните, што се најавуваше уште пред неколку години. Исто така, треба да се средат и влезовите на стадионот, како и да се оддели просторот за судиите, делегатите и другите службени лица од оној каде поминуваат фудбалерите и другите лица од организацијата на надпреварите. Едно од барањата е да се направи и платформа за снимање на надпреварите од двете трибини, заради безбедност за време на одигрувањето на надпреварите. Иако престојат голем број задачи, одговорните велат дека ќе ги реализираат во предвидените рокови, за да може публиката на градскиот стадион во Кочани да гледа надпревари од меѓународен ранг. Во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани беше изведена театарската представа "Жените на Джейк" во изведба на драмското студио Годо од Кочани. Ова драмско студио за само 5 години има реализирано 10 театарски представи. На сцената во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани премиерно беше изведена театарската представа "Жените на Джейк" на текстот Нил Сајмон, а во режија на Кристина Атанасова Арсова, во продукција на драмското студио Годо од Кочани. Се работи за театарска представа во која носителот на главниот лик, писателот Джейк, се соочува со сериозни проблеми во животот, од кои на крајот ја извлекува поуката дека треба да се живее во реалноста, иако го следат многу неизвестности и искушенија. Мислам дека публиката беше задоволна, тоа се виде по аплаузот. Оваа представа всушност ние од драмското студио Годо, кое што ја започнавме минатата учебна година, меѓутоа со обврските, не стигнавме да ја завршиме, да изреализираме, па затоа решивме после годишните одмори да преминеме на работа на оваа представа и затоа токму денес одлучивме да биде нашата премиера. Немам што повеќе да кажам, освен тоа дека сум презадоволна, значи од децата од драмското студио. Јас ги нарекувам деца, иако тие веќе се возрастни средношколци, веќе си ја знаат работата, убаво се чувствуваат на сцена, така да е убаво вечерва ја одигра представата за сите оние кои што не успеа вечерва да присуствуваат на нашата премиера.
Ке најавиме следна реприза овој месец, 1 до 2 репризи ќе имаме овој месец, па се надевам дека ќе можат да дојдат и да ја погледнат представата. Представата Жените на Джейк беше една изворена представа која што сите ние напорно работевме за да можеме да го составиме крајниот продукт и покрај тоа што релативно кратко време вложивме во оваа представа, поради тоа што такви беа околностите, јас верувам дека сепак на публиката и го прикажавме она што и го очекуваше. Мојот лик Джейк е централен лик во ова драмско дело, кој што представува еден комплексен лик, кој што постојано се бори со своите мисли, со своите жени и никако да излезе на крај. Улогите ги толкуваат Владимир Игнатов, Марија Лаковиќ, Нина Лаковиќ, Јована Јорданова, Марија Ѓоргиева, Зорица Митева, Симона Крстевска и Рената Стојановска. Драмското студио Года од Кочани досега има реализирано 10 театарски представи за 5 години, а последните представи во радна состојба и 8 жени доживеа 12 репризни изданија во Кочани. Со финалното извлекување на главната награда автомобил што отиде во Македонска Каменица, викендов заврши големата наградна игра на Кидго и Тера Маркети. До сега се одржаа 3 извлекувања, при што на верните потрошувачи им беа доделени голем број вредни награди. Со доделувањето на главната награда Opel Astra Sedan 2016 во саботата заврши наградната игра Купувај и добивај со Кидго и Тера Маркети. Покрај автомобилот на извлекувањето беа доделени и други вредни награди, како патувања во Прага, Виена, Истанбул и Будимпешта, летување на крв, Тасос и Хелкидики, скутер, 3 велосипеди и 40 вредносни ваучери за пазарување во маркетите на Кидго и Тера. Големиот настан се одржа пред новоотворениот супермаркет Кидго во штипската населба Сењак, а покрај бројните изненадувања за посетителите, за добрата забава беа задолжени и специјалните гости Владко Лозановски и Антонија Гиговска. Преку 200 награди кои што ги доделивме, значи имаше патувања, Виена, Прага, Истанбул, Будимпешта, дадовме летувања на крв, Халкидики, на Тасос, значи бира луѓето каде сакаат да одат, исто така и вредносни ваучери од по 2000 денари, велосипеди доделувавме, скутери, навистина беше едно прекрасно, феноменално искуство и нормално тука нема да застанеме и ќе продолжиме и понатаму лојалните наши поддржувачи и потрошувачи да ги наградуваме секако и уште еднаш им благодариме за тоа што беа одлични во овој период од април до денеска. Сите потрошувачи со направена сметка од минимум 300 денари при пазарувањето во маркетите на Кидго и Тера Маркети имаат право на учество во големата наградна игра, што започна на 28 април годинава, а се одвиваше во 12 градови низ државата. При тоа се одржаа месечни извлекувања во Струмица, Неготино и Кочани, како и последното главно во Штип. Годишно собрание на манастирот Добра вода во Оризари организираше црковниот одбор по свечената литургија што се одржа во неделата наутро. Се правеше резиме на досегашните и се договараа активностите што следуваат. Секоја година истите проблеми. Приоритет е да се направи патот до манастирот Добра вода во Оризари, како и конаците, а денови веќе почне изградбата на кујната. Беше речено на годишното собрание на манастирскиот комплекс, кој во неделата наутро го организираше црковниот одбор. Сите кои учествуваат во изградбата и на некој начин помагаат во манастирот, се собраа заеднички да ги договорат активностите кои ќе следуваат за обнова на манастирот, како и да се направи резиме на досегашните активности за негова доизградба. Се надеваат дека за литургијата за следната година ќе имаат асфалтиран пат. Сега ќе почнеме нова којна и ќе гледаме да завршиме. Исто така на овај манастир му е потребен патот, асфалтиран, сите знаете. Тука дојдоа Скопје, измерија патот, измерење, се е добро за асфалт. Проектот е направи, половини повеќе направи. Се надеваме дека не рекол за ускоро време ќе најдат и пари да го асфалтират пари. Ние се надеваме дека овој пат ќе биде за кратко време направен. Манастирот е поддржан од Македонската православна црква, а во неделата беше отслужена и света божествена литургија. Одборот заедно со домакинот има така еден обичај, всушност еднаш во годината се собира баш ова време и така на луѓето кои што помагале, донирале на манастирот и им дава еден вид отчет со современото, хајде да кажам, книговодство
Нели, сето тоа се извршува во сетиштето на парохијата, а тоа е во храмот во Свети Атанаси во Оризари. И верниците кои што беа присутни на манастирот задоволни од гостопримството на домакините, но дадоа забелешка за неасфалтираниот пат до манастирот. По годишното собрание свештеникот ја благослови трапезата, која што беше приготвена за присутните гости и верници. Целиот настан беше проследен со музика и песна. Секоја година голем црковно народен собир на овој манастир се организира на вториот ден од Божик и петокот после Великден, познат кај народот како Источен петок Балаклија. Следува информацијата од спортот. Викендов се одигра надпреварот во фудбалското првенство на третата лига Исток, при што екипата на Осогово победи на гостувањето во Пробиштип. Почетокот на првенството во првата пинг-пунгарска лига, иако беше закажан за овој викенд, е одложен за идната недела. Нова победа, втора во низа, забележаа фудбалерите на Осогово во рамки на петтото коло од првенството во третата фудбалска лига Исток. На гостувањето во Пробиштип против екипата на Рудар, жолтосините беа расположени за игра и им ја наполнија мрежата на домакините, остварувајќи висока победа од 4:0. Надежта дека кочанските фудбалери имаат шанси да реализираат поволен резултат постоеше уште пред заминувањето на надпреварот, со оглед што рударите се на дното на табелата со само 1 бод. Сепак, минато неделното изненадување што тие го направија во Струмица против Тиверија, кога освоија бод, навестуваше дека Осогово не треба да очекува лесен противник. Сомневањата не се остварија и со по 2 гола во двете полувремиња гостите од Кочани остварија максимална добивка и искачување во горниот дел на табелата. Головите во првото полувреме за Осогово ги постигнаа Здравков и Тодоров, а во второто Јанев и уште еден гол Тодоров. Екипата на Слога 1934 од Виница пак на гостувањето во Конче не го одигра надпреварот против последно пласираната Бирлик Конче, затоа што домашната екипа не се појави на теренот. Иако се најавуваше дека викендов ќе стартува новото првенство во првата пинг-понгарска лига, сепак надпреварите не се одиграа. Во договор меѓу екипите и Пинг-понгарската федерација донесена е одлука за одложување на одигрувањето на првото коло поради средување на одредени технички прашања околу организацијата на првенството. Пинг-понгарите на Кочани требаше на домашен терен да се сретнат со екипата на Мултитекс ТБТ од Битола, која е еден од посилните противници во лигата. Инаку, според информациите од Пинг-понгарската федерација на Македонија, годинава во првата лига ќе учествуваат 8 клубови, од кои половина се надпреваруваа и во минатогодишното првенство, а останатите се нови во прволигашкото друштво. Со прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8 и понатаму останете со нашата програма. Довидување.